ден на сите, почитувани гости и пријатели, почитуван професоре Браун. Јас сум Гордана Дувњак, председател на Управниот одбор на Фондацијата Отворено општество Македонија. Денес имам особено пријатна должност да бидам модератор на промоцијата на книгата Македонските деца татковски, транснационалната политика на меморијата, екзилот и враќањето 1948-1998 година на авторот Кит Браун. Но пред да почнеме со денешната промоција, имам потреба да ве потсетам на еден непријатен настан што се случи деновиве, а тоа е на 22 ноември оваа година почина господјата Ката Руменова Мисиркова. Како што знаете, нејзиното обемно книжевно дело беше посветено и на децата бегалци, и токму и од таа причина сакам да ве замолам со едноминутно молчење да ја одадеме почит. Слава ѝ. Верувајте, нема понеблагодарна работа од тоа да се зборува за авторот на едно дело и тоа во негово присуство, бидејќи секогаш ризикувате да испуштите важни моменти од неговиот професионален живот, па дури и погрешно да го цитирате. Особено ако тоа е некој личност како професорот Кит Браун, кој во последниве 20 години е добро познат на македонската стручна јавност, но и на пошироката публика. Човек кој знае да интригира, интелектуално вознемирува, кој има многу пријатели во нашата земја, но кој сепак успева да задржи професионална дистанца и да остане непристрасен и неподложен на дневната политика и историските факти и заблуди. Накусо верувам дека сите знаете кој е професорот Кит Браун, меѓутоа за оние на кои што тој не им е доволно познат, едно мало подсетување. Професорот Кит Браун е американец, роден во Англија, по вокација социокултурен антрополог. Дипломирал на класичните студии на коледжот Свети Јован на Универзитетот во Оксфорд. Магистерските и докторските студии ги завршил на оделението за антропологија на Универзитетот во Чикаго. Во моментов работи како професор истражувач на Институтот за меѓународни истражувања Вотсон на Универзитетот Провиденс на Роуд Ајленд во САД. Последните 20 години им ги посвети на антрополошките и историските проучувања на животот и на настаните во Македонија и на незината модерна историја. Неговиот диапазон на интересирања е навистина широк и импресивен и се протега на различни сфери на политичката антропологија, на национализмите, етничките прашања, постконфликтните интервенции и така натаму. Прв пат за необичниот американец кој знае да зборува и македонски, слушнав од колешката Билјана Бејкова, кога пред повеќе од 10 години предложи да направи интервју со еден, како што рече, интересен антрополог, кој што одлично ги познавал приликите во Македонија, и тоа не само од нашето дамнешно минато, туку и од современата историја. Се случи интервјуто и навистина, како што и предпоставуваше и колешката Бејкова, беше многу читано и интересно. Едно од најчестите прашања што верувам редовно му се поставуваат на професорот Браун при секое интервју, особено во македонските медиуми, е од каде потекнува неговиот интерес за Македонија и за нејзината понова историја.
Професорот Браун пак во последното негово интервју, објавено пред околу 1 месец во неделникот Граѓански, ќе признае дека од секогаш го сакал ова прашање и ќе појасни дека на денешен Балкан дошол преку Стара Грција и Стар Рим, а како недипломиран студент му било понудено да ја изучува златната ера на Атина и раѓањето на Римската империја, но тој пак самиот избрал да се насочи на потемниот период помеѓу овие две. Или како што ќе запише во една од неговите книги, кога прв пат се сретнав со афоризмот, цитат, Балканот произведува повеќе историја, отколку што тие локално можат да потрошат, затворен цитат, сакал да дознае кој, кога и зошто го рекол ова. Низ годините што доаѓа, името на професорот Браун често го среќавав низ македонските медиуми, било како... Ке ве молам телефоните. Било како соговорник за различни теми, но и како благороден извор на нашите колеги, кога пишуваа фејтони за митот на ВМРО, за македонските печалбари, за Илиндинското востание, за епопејата на Крушево, за присуството на меѓународната заедница во почетокот на 90-тите години на минатиот век и невладините организации, па дури кога и даваше оценки за актуелни политичари од поновата македонска историја, кои, верувајте, беа многу прецизни и точни. Сето тоа зборува дека се работи за еден неуморен истражувачки дух, кој знае длабоко да продре во историјата, да споредува различни извори, да прави интервјуа, и тоа со оние релевантни соговорници кои што имаат што да кажат за темата. Но истовремено и да исплови на површината, перцепирајќи го со невиден сенс современото пулсирање на македонското битие. И не е случајно ваквото навидум историско осцилирање, бидејќи професорот Браун е трагач на причинско-последичните врски, а се со цел подобро и послоевито да ги разбере и да ги објасни појавите и феномените. Во октомври 2006 година Утренски вестник објави разговор со професорот Кит Браун околу неговото истражување за македонското печалбарство. По трпеливото копање по американските архиви, тој ќе обелодени дека многумина македонски печалбари, кои во почетокот на минатиот век заминувале во Америка, при пристигнувањето во новата држава се определувале како македонци. Меѓутоа, подоцна, кога официјалните американски власти ги подготвувале списоците на новодојдените, ги преименувале и ги регистрирале или како бугари, или како срби, или како грци. Американскиот професор во таа прилика, во истото тоа интервју, посебно подвлече дека не може со сигурност да каже дали тие што се определувале како македонци, тоа го правеле поради територијалната припадност, поради тоа што така се чувствувале по националност, или пак за тоа постоела некоја друга причина. За тоа дека многу луѓе кои што ги напуштале македонските простори и во потрага по парче леп заминувале преку океанот и таму се определувале како македонци, професорот Кит Браун нуди и други докази, имено истражувајќи го посебно животот на луѓето доселени во градот Стилтон во Пенсилванија, кои главно имале потекло од Прилеп и Прилепско, дошол до интересни сознанија дека на надгробните плочи починатите биле запишувани како македонци. Тие надгробни плочи се од 1921 година, но и неколку години порано. Сознанијата на професорот Кит Браун не се поклопуваат секогаш со ставовите на историчарите.
Така во предговорот на книгата "Минатото под прашање модерна Македонија и неизвестноста на нацијата", која лани во декември имавме прилика да ја представиме пред македонската јавност, самиот ке напише во предговорот, цитирам: "Им се спротиставував на докажани историчари. Прашував многумина на различни возрастни да им ги објаснат недоследностите во верзиите на историите. Некои ми одговараа без лутење, други вешто ги избегнуваа прашањата. Наеднаш се најдов како се обидувам да се справам со историјата на Северна Ирска, моето родно место, како и со актуелниот статус на таа провинција, како историски неизвесен и вештачки ентитет, место на долготрајна етничка борба." Неговото проблематизирање на улогата на Борис Сарафов за време на Илинденското востание, токму на таа истата дебата која што ви ја споменав претходно, своевремено ги вознемири духовите на македонските историчари. Но професорот Кит Браун не се плаши од предизвици, па самиот ке изјави на дебатата дека прави книги кои се отворени за дебата, без да прави затворен финален документ. Неодамна слушнав, може би му откривам и негова тајна, дека работи на една интересна тема поврзана со вевчанските настани и верувам дека и вие, како и јас, со задоволство ќе го чекате моментот кога ќе биде завршена и објавена таа книга. Сега пред нас имаме уште еден предизвик во студијата што е предмет на нашиот денешен интерес, а која што се заснова на истражувањата спроведени во рамките на споредбениот проект насловен како "Политиката на меморијата и искуствата на бегалците во Југоисточна Европа". Авторот се обидува да одговори на многу важни прашања поврзани со судбината на 28.000 деца што во далечната 1948 година, во текот на граѓанската војна во Грција, ги напуштиле своите домови. Кои се децата кои што се идентификуваат како македонци и деца бегалци? Што се случува со нив 50 години подоцна, кога тие се веќе дедовци на возраст од 52 до 66 години? Постои ли егејски синдром? Кои се неговите карактеристики и белези? Како се организирани? Како се снајдоа во плуралистичка Македонија? На овие и многу други прашања ќе говорат и нашите денешни промотори, кои што верувам и уверена сум дека се компетентни соговорници на оваа тема, но и самиот автор. Прв збор му давам најнапред на господјата Катерина Мирчевска, професор на Институтот за национална историја. Ви благодарам. На почетокот сакам да го поздравам и да упатам честитки до Институтот Отворено општество за овој убав 20 годишен јубилеј и да ја поздравам неговата издавачка дејност, која во изминатиот период на македонската јавност и понуди една цела низа од изданија кои што засегнуваат различни аспекти од историјата на Македонија и се надевам дека во иднина ќе продолжи оваа пракса. Сакам исто така да кажам дека ми представува голема чест што ме покани да бидам промотор и особено големо задоволство токму на книгата за која што денес станува збор, бидејќи таа исто така засегнува едно мощно и важно историско прашање кое што сакам да нагласам дека е потесен интерес на мојата лична научна преокупација. Ова особено што станува збор за еден антрополошки аспект во комплексноста на прашањето за децата бегалци, кој што во нашата научна средина во досегашниот период воопшто не беше засегната, но искрено се надевам дека со проширувањето на Институтот за етнологија при Природно-математичкиот факултет со студиите по антропологија, оваа состојба ќе се придвижи во една нагорна линија. А сега за книгата.
Ова издание на Фондацијата Отворено општество Македонија од авторот Кит Браун, а со наслов Македонските деца дедовци, транснационалната политика на меморија, екзилот и враќањето 1948-1998 година, представува превод на истоимениот труд на професорот, објавен на англиски јазик во 2003 година како издание на Вашингтонскиот универзитет. Всушност, тука ќе се повторам со господјата Дувњак, станува збор за една антрополошка студија која представува дел од проектот Политиката на меморија и искуствата на бегалците во Југоисточна Европа, реализиран при Центарот за македонски истражувања и документација во Солун. Она што ова издание го прави привлечно и значајно за македонскиот аудиториум е самата тема, која длабоко навлегува во едно мощно значајно, актуелно и чувствително прашање на македонската историографија, но секако и во сферата на современите политички збиднувања. Станува збор за настанот, кој своевремено во светската јавност одекна како педомазома или насилно однесување на грчките деца од земјата, грчките во наводници, а се однесува на евакуацијата на децата од областите најзасегнати со воените дејства на граѓанската војна во Грција, во земјите на така наречената источна демократија, акција спроведена од страна на привремената демократска влада на Грција. Ова прашање влези во рамките на така нареченото грчко прашање во Организацијата на Обединетите нации, каде особено се полемизираше и дискутираше на прашањето за дестинациите на нивната репатриација, кои по завршувањето на војната не се однесуваа единствено на Грција. Токму разрешницата на ова прашање, односно со репатрирањето на голем број од македонските деца инволвирани во евакуацијата во тогашна Југославија или Народна, односно Социјалистичка република Македонија, тие се инкорпорираа во општествено-политичкото и културното секојдневие на својата постојана дестинација како една нова категорија население која денес е предпознатлива по терминот деца бегалци. Всушност, со оваа монографија на македонскиот аудиториум му се понудува еден антрополошки пристап кон проучувањето на оваа категорија население, кој се сведува на политиката на меморија и колективниот идентитет на, како што наведува и Браун во воведот, транснационалната заедница на деца бегалци, односно на луѓе кои себе си се идентификуваат како македонци и како деца бегалци. Врз основа на разговори со припадници или со потенцијални припадници на оваа заедница, реализирани во периодот 1992-2000 година, на разговори со поширок круг граѓани на Република Македонија, архивски извори и објавена литература за овој настан, авторот се стреми да даде аргументиран приказ за тоа како политиката на меморија влегува во интеракции, надминувајќи ги просторно-временските меѓи, како искуството од присилната миграција влијаат врз оформувањето на политичкиот идентитет или како различните животни искуства на децата бегалци доживеани во инакви комунистички, но и во капиталистички режиме, се сплотиле во единствена транснационална заедница на деца бегалци. Особено важен момент, односно појдовна точка во трагањето по одговорите на овие прашања, авторот ги наоѓа во Втората светска средба на децата бегалци, реализирана во 1998 година во Скопје по повод 50 годишнината од евакуацијата, кога некогашните деца се оформиле во веќе обликувана заедница на луѓе со изграден колективен идентитет, луѓе кои почнале да навлегуваат во третата доба од животот, единствени во негувањето на спомените на овој историски настан, единствени во загриженоста дека со нивното изумирање ќе изумрат и спомените за своето патешествие и единствени во залагањето за остварување на своите основни човекови права во земјата каде што се родиле. Кусо осврнувајќи се на низа антрополошки студии за теориските гледишта околу влијанието на различните искуства на отделните припадници на групите луѓе, раселени заради војна врз одржувањето на идентитетот, македонските деца бегалци од граѓанската војна ги издвојува како специфичен пример кој одстапува од останатите, а се разликува според посебноста на околностите во кои биле втурнати,
со што впрочем пред нив била зацртана и инаква траекторија на придвижување во процесот на оформувањето на сопствен идентитет на бегалец. Притоа, како особено важни во тој сплет на околности, ги посочува откорнатоста од родната куќа, расцепканоста на најтесното семејство во повеќе земји со различно идеолошко уредување, но и на повеќе континенти, оспорувањето на нивниот македонски идентитет и прилагодувањето на новите системи на образование, изучување дури на неколку јазици истовремено, кои сите заедно и во рамките на специфичните политичко-историски прилики на дадената полувековна историска рамка, одиграле своевидна улога во формирањето на оваа заедница. Во посебен поднаслов, авторот наку се осврнува на расположливите факти за евакуацијата, кои циркулираат во историографските трудови посветени на оваа прашање, имајќи го пред себе идеолошкиот дискурс во рамките на левото крило од внатрешно-политичката сцена во Грција од една и констелацијата на меѓународните односи од друга страна, ставајќи ги во корелација со пошироката опција во заокружувањето на македонското прашање, што во годините по информбирото ќе се рефлектира и врсната мощната судбина на македонската политичка емиграција од грчката граѓанска војна, вклучително и врз судбината на децата. Притоа, тој поопстојно се задржува и на политизирањето на прашањето за децата во Обединетите нации, односно на жестоката полемика меѓу идеолошките противници во граѓанската војна и нивното влијание врз различните статистики за бројноста и за националната припадност на децата, односно вкупно на политичката емиграција од Грција во источноевропските земји. Ваквите околности, идеолошките разлики во самите мигрантски кругови, како и фактот што еден дел од децата само кратко време престојувале во домовите и всушност растеле заедно со родителите, Браун ги наведува и како показатели дека внатре во големата хомогена група на 20 или 28.000 група на деца бегалци, која, го цитирам авторот, во современите спомени изгледаат толку единствени, всушност децата тргнале кон мощни различни искуства уште рано во своите изгнанички живот. Затворен цитат. Во тој контекст, врз основа на остварени разговори со припадници на оваа група, авторот за минувањето од дома го означува како крстопатот меѓу двата животи, каде доживеаното искуство, тешкото и долготрајно патување, останува како траен белег и длабоко се вкоренува во спомените на актерите, кои без исклучок секогаш започнуваат од родното село, од родното огниште и се сплотуваат во нивната самоидентификација на деца бегалци. Ваквите спомени и негувањето на постојаниот интерес за местата на раѓање, од кои голем број веќе не постојат, или се населени со нови жители и секако сите со нови грчки имиња, ги потенцира и како можне важен момент, особено во агендата на активистите од редот на бегалците, за кои тие всушност представуваат и клучен елемент во борбата против заборавот. Натаму, врз личната сторија на сега починатиот Георги Доневски, долгогодишен председател на Сдруженијето на децата бегалци во Скопје и голем активист, припадник на оваа заедница, авторот се осврнува и на влијанието на политиката врз судбината на децата, особено во нивната незапирлива желба за повторно обединување на расцепканите семејства. За овие семејства и покрај политичките антијугословенски притисоци во земјите на сталинистичкиот табор и бутното следење од органите за безбедност во Југославија, сепак најпосакувана алтернативна дестинација била Македонија, Народна социјалистичка република Македонија, која кон средината на петата деценија на минатиот век ги отвара своите граници и за македонската емиграција од источноевропските земји, чија надеж за враќање на родниот праг ќе згасне по донесувањето на грчките закони околу политичките бегалци во 80-тите години. Склучувањето на брачните врски внатре во рамките на бегалската популација, како во европските, така и во печалбарските средини на македонците од егејскиот дел во прекуокеанските земји, исто така авторот ги наведува како мощне важен аспект на негувањето на културниот идентитет,
При што, во вториот случај, особено голема улога играла и православната црква, чии обреди, особено оние поврзани со смртта и со погребот, представуваат повторно будење на копнежот во родниот крај и желбата за вечен дом на гробиштата во родното место. Друг обединувачки елемент во обликувањето на ставовите како дел од колективниот идентитет на заедницата, според истражувањата на авторот, е и критичкиот, скептичен однос кон политиката, која им ја претворила судбината во политичко прашање. Вториот дел од ова издание се однесува на активизмот на оваа заедница, по-конкретно на начинот на неговото обликување и политизирање. Неговите никулци авторот ги лоцира во печалбарските средини од почетокот на минатиот век во прекоокеанските земји, натаму во нивната трансформација од печалбарски во доселенички, како и во прелевањето на националните балкански политики во текот на векот во односите внатре и меѓу целите иселенички заедници. Така, во 60-тите години во Западна Австралија ќе биде формиран еден клуб за обединета Македонија, во кој членувале македонци од Егејскиот, но и од македонци од Југославија, односно од Вардарскиот дел, кој представувал форум за воспоставување врски и размена на идеи. Следната деценија, комуникацијата со роднините и визуелниот контакт со родните места ќе се одвива преку групно следење на така наречените и тогаш многу популарни видеопораки, кои биле снимани од лицата што го посетувале родниот крај, како референтни точки во процесот на оформувањето на колективниот идентитет, моменти набиени со емотивен набој, па дури и емотивен шок од сосема поинаквата слика од она што се чува во спомените за познатите места. Селејќи се натаму на тлото на денешна Република Македонија, авторот дава и кус историјат на формите и начините на здружување на бегалското население, вклучително и генерацијата на децата бегалци на почеток на локално, родно крајно, а потоа и на колективно ниво, осрнувајќи се паралелно и на појавата на првите здруженија надвор од Македонија. Тој при тоа дава увид и во актуелната политика кон политичките бегалци во Грција, имплементирана во законите од 1982 и 1985 година, како и во политиката на Југославија кон македонското, односно егејското прашање, кое веќе во 80-тите години постепено, но се погласно, успева да избие на површината и јавно да се промовира содржувањето на првата светска средба на децата бегалци во Скопје во 1988 година. Непосредно по средбата започнуваат да се формираат голем број здруженија и асоцијации на македонците од Егејскиот дел на Македонија и на децата бегалци во сите земји нивни дестинации, кои, негувајќи ја роднокрајната традиција и култура, сушност се активни на полето на заштитата на основните човекови права и слободи, особено во поглед на правото на државјанство и имотот во земјата каде што се родени. Овие постулати Браун ги става во корелација со дневно-политичките збеднувања во Република Македонија во периодот непосредно по самостојувањето, кога оваа категорија представува значајно гласачко тело од една страна, но истовремено незините цели представуваат потешкотија во односите со јужниот сосед од друга страна. Откако ги набележува обидите за консолидирана активност меѓу бројните здруженија, асоцијации и друштва на бегалците, манифестирани преку два правци на дејствување, детерминирани од различното доживување на екзилот и разделбата, авторот истакнува дека сепак во основа нивните долгорочни програми се совпаѓаат и се движат во насока на остварување на човековите права како специфична димензија на бегалската солидарност. И на крајот, процесот на еволуирањето на децата бегалци од 1948 година во заедница на деца бегалци од 1998 година, изградена врз мощни различни основи и на 3 различни континенти, авторот го поврзува со чувството на претрпената неправда, чувство кој има моќ да креира солидарност во копнеж за добивање на правото на враќање дома. Иако цврсто вкоренетиот македонски идентитет на оваа заедница, го цитирам авторот во неговиот заклучок, им ја вплеткува конкретната кампања во низа други комплексни прашања,
Сепак тешко е да се побие здраворазумската суштина на поплаките против државата Грција, дека поединците треба да уживаат слобода на движење и дека културниот идентитет не треба да биде основа за дискриминација. Ви благодарам. Благодарам, професорке Мирчевска. Дадовте интересен приказ на трудот на професорот Браун, како и на специфичноста на оваа, како што ја нарековте, транснационална заедница, која што себе си се идентификува како деца бегалци, околностите на нивниот развој по крстопатот на два живота. А сега го замолувам писателот Иван Чаповски, кој што е наш вторововедничар, да ни се обрати. Повелете. Добар ден, почитувани. Кога ја прифатив поканата да говорам на оваа пригода за најновата книга на Кейт Браун, морам да признам, малку се замислив. Што треба да кажам во кратка форма, за настане не бере се запишани во една библиска книга, која всушност и нема крај. Си реков, добро, она што нема сега да го кажам, вие сите ќе го откриете во книгата што всушност ќе ја прочитате. Значи, книгата е таа што ќе проговори она што ќе биде испуштено. Еве само по 10 дена од незаборавната промоција на книгата на Лорен М. Денфорд и на Рики Ван Бускотен, одржана токму во оваа сала пред неколку дена, ние се наоѓаме уште пред еден пријатен предизвик. Повторно да промовираме дело со речиси иста тематика како во претходната книга, која се уште мириса на печатарска боја, но мириса и на една крвава детска драма, со историски пролог, а со политички епилог. За наша среќа, денеска, како што чувте, е и авторот меѓу нас, тој е нашиот македонски пријател Кейт Браун. Јас би рекол на почетокот, а тоа се однесува и за јубилејот на Фондацијата Отворено општество на Македонија, дека ние во последно време, односно во последните неколку години, веќе се навикнавме да читаме исклучителни дела со многу богата содржина и со провокативни пораки. Значи, во издание на Фондацијата Отворено општество на Македонија. Морам да признам дека книгата на Кейт Браун ја прочитав, не беше документарна проза, како што ја прочитав и претходната книга, што се преведе на македонски пред 2 години, а беше промовирана пред речиси година дена. И исто така морам да признам дека насловот на оваа книга, што е пред нас, Македонските деца, дедовци, транснационалната политика на меморијата, екзилот и враќањето 1948-1998, малку ме замисли, зашто во него го открив насловот на овај текст. Тој наслов го насловив "Долго патување до дома". Тоа е всушност една алузија на една драма од големиот американски драматург Јуџин Онил, "Долго патување во ноќта". Многу мина од вас, од постарата генерација, ќе се сетат на таа прекрасна драма. Уште на почетокот да ви кажам дека јас нема да говорам на ова пригода за историската и политичката генеза на таа фамозна 1948 година, за тоа долго патување до дома, што всушност и никогаш не се случило. Ќе се обидам да ви говорам
накратко за последиците на граѓанската војна, која беше единствена во регионот по жестината и по пустошот. Само на почетокот ќе наведам неколку историски податоци колку да ја оправдам логиката на насловот. Еве зашто станува збор. Ако некој истражувач го прелиста весникот Елефтерос од 28 јануари 1946 година, еве што ќе открие. Нека се одат славомакедонците од нашата Македонија, нека се одат каде што сакат, нека одат кај Тито или во Бугарија, тие треба да исчезнат од тука. Тесна ќе им биде тесна не само кожата, туку и државата. Нашите борци со тие бандити треба да се справат само со нож. Или весникот Етнос од 1947 година, кој ја објавува ова вест. Во Грција нема место за грци и за македонци. Грчкиот народ во Македонија мака мачи со овие змии и чудовишта. Каква омрза! Меѓутоа, во овие две реченици може да се видат два збора една до друго, грци и македонци. Или весникот Тофос од 30. април 1950 година, кој објавува едно писмо од генералот Д. Какавос, упатено до делегацијата што патувала за Југославија на преговори. Еве што е напишено, мислам во кратко, во таа негова порака. Пред да се разговара, треба да се бара да се распушти вештачката скопска држава. Треба да настојува делегацијата да се прекинат емисиите и други публикации. И во тоа има успех, затоа што две години, тоа е во 1952 година, кога грчкиот крал доаѓа да се сретне со Тито во Белград, а запира на скопската станица, весникот Глас на егејците е прекинат, мислам не постои веќе. Во истиот стил пишуваат и весниците Неа Алитија, Нова Вистина и Македонија, кои во неколку наврати во 1951 и 1952 година го истурија отровот врз поразените и врз протераните, пишувајќи за тоа дека е изработен еден закон со кој се предвидува испразнетите места во Северна Грција да ги заземат верните грци, а протераните бандити може да се вратат само во гроб. И така натаму. Што представува историскиот запис на Кит Браун, што е предмет на денешнава пригода? Представува еден антрополошки документ напишан во форма на епитаф за судбината на една земја, за судбината на еден дел од незините деца. Книгата на Кит Браун всушност е книга за еден поим со многу имења, за едно тажно талкање на една колона македонски, но и грчки деца, преку европските граници, ама и подалеку. Запловењето по морињата на комунистичкиот Ноев ковчег, натоварен со борци на ДАК и со друго цивилно население, за да ги одведе што е можно подалеку од очите на грците. Книгата е напишана мощно впечатливо, доста податливо, настегана со животни истории, која на крајот на краиштата остава мачнина кај читател кој самиот бил прогонет и бил дел од тие несрекни македонци. Кога антропологијата истражува некој настан, особено ако тој настан крие во себе библиска рана, тогаш нештата проговоруваат со друг глас, со гласот на општата меморија. Тогаш навидум она што е заборавено се претвора во едно единствено прашање. Зошто тоа се случило? Во таков случај неминовно е да се спротивстават и повеќе спротивставени сили, да се отвори уште еднаш Пандоронијата кутија. Како што и тоа се случило. Еве, по 64 години по самркот на една прекрасна земја,
прогонетите се уште се чувствуваат, односно ја чувствуваат горчината на поразот и презерот на тие сили. Истражувањата на Кит Браун врз една македонска драма, како што тоа го сториле пред него и Лоринг Маденфорд и Рики Ван Бускотен, и пораките што се видливи во неговата интересна студија, се насочени токму кон прашањето зошто тоа се случило и како се случило, без да даде одговор кој е виновен за таа несреќа, а се знае кој е виновен, но за тоа подоцна. Не случајно Кит Браун својата студија ја започнува со втората светска средба на децата прогоните, што се одржа во Скопје во 1998 година, спомнувајќи ја и првата средба одржана 10 години порано на истото место, но проследена со поголема возбуда и обоена со црвена политичка боја. Зошто таа прва средба беше пропратена со едно политичко премрежие? Затоа што тие некогашни деца, дојдени од Австралија, Канада, Америка и од источните земји, но собрани од Македонија, сега веќе подостарени, како што вели Кит Браун, се нарекува како деца прогонети од Егејска Македонија. А грчката власт од секогаш нив ги сметала како грчки деца. За жал, прогонетите од Егејска Македонија ги сметале за грци и многу видни личности, како што биле Сталин, Черчил, па и Тито. Јас ќе ви напомнам, ќе ви кажам дека постои еден филм, документарен филм, кој се вика Братска помош и кој во 1949 година се одржа премиерата во Кинокултура. Во филмот, во тој документарен филм, се говори за борците на Грамос, за ранетите борци, па потоа во Катланово. Меѓутоа има еден голем дел од говорот, вметнат во документарен филм, од говорот на маршалот, одржан во 1945 на 11 октомври на плоштадот. Во тој говор, вметнат во документарен филм, се зборува за братската помош кон грчкиот народ, кон грчките деца, кон грчките ранети борци, кон се, ама не се спомнува именката Македонски и именката Македонија. Авторот тие две средби, значи првата и втората, ги нарекува комеморативни, а ние неминовно ќе се запрашаме, нели со тој чин се признава дека тие некогашни раселени деца преко своите сеќавања, преко тажните средби на сестра со сестра, на брат со брат, преко своите сеќавања, преко тажните средби по многу години испратиле остри пораки до грчката влада дека треба да им се извини поради нивното изгубено детство, поради опустошената земја и поради одземените права да си се вратат на своите родни места. Може со право да се каже дека позатворена граница во Европа немало од границата меѓу Македонија и Грција во изминатиот период од 50 години за прогонетите. Дозволите да се напијам. За жал се покажа спротивното. Тие две средби се нарекоја националистички и дека се закана за безбедноста на грчката држава, па дури и на југословенската. Со еден збор за таа политичка возбуда, за тој презир има име. И тоа име се нарекува абсурд на две политики, грчката и југословенската. Повеќето од вас, мислам, може би и сите вие се сеќавате што се случуваше на таа прва средба, дека многу делегации кои дојдоа
океанските земји од Австралија, Канада, беа запрени на Белградската станица, се разбира од југословенското тогашно раководство, под притисок на Грција, само за да не стасат на време во Скопје и да не ја кажат вистината за Македонија. Според авторот, она што беше важно за овие две средби и било од суштинско значење, се однесувало на следното. Токму од тој период, па натамо, се зацврстил колективниот идентитет на македонците, што и денеска се залага за своите изгубени права, нерешливи за нашата генерација. Книгата на Кит Браун исклучува е градена врз живи сеќавања, што авторот ги водел од 1992 па се до 2000 година, како што веќе се чувте од колешките, користејќи до некаде и архивска документација и таму-ваму, прегледувајќи некои истоветни публикации. Во фокусот на неговите истражувања, главен мотив бил прогонетиот, фрлен во кругот на политиката, културата и разнишаниот идентитет. Можете да замислите што се случувало во таа 1948 година во Егејска Македонија, а верувам дека сите вие овде, со исклучок на тие што не биле присутни тамо, знаете вие што се случувало во тој период кога се собираат децата во селото Желево. И кога тие мали македончиња на возраст од 2 до 14 години се ловеле најмногу низ Костурската, Леринската и Воденската земја и се прибирале, како што реков, во Желево, а оттамо се пуштат да ги води кон тугината една комунистичка идеологија. Голем број од овие деца се одведени без знаење на своите родители, кои во тоа време биле или ги лечиле раните на грамоз од напал бомбите. А нивната повторна средба, како што знаете, се случува, а и повеќето тоа го има доживено, речи се по 10, 15 или 20 години со своите родители и тоа благодарение на Меѓународниот Црвен крст. Се извинувам малку. Почитувани. Верувам дека безброј пати ги имате видено живите слики на неколку колони дечиња на број колку еден мал град. А некој можеби и се препознал меѓу тие дрипави и расплакани суштества што проклетството на една братоубиствена војна го носеле со себе си не само преку една граница, туку и преку неколку, како што беше спомнато погоре. Тие драгоцени и потресни документи денес ги имаме благодарение на неколку филмски екипи, како што беше екипата на македонскиот режисер Трајче Попов, кој ги снимаше децата од кога ја поминаа границата. Меѓутоа, има филмски материјали кои се снимени од екипата на писател Оскар Давичо, па потоа на Лола Джукич и на некои други автори, кои со помошта на македонската влада се префрлени на боиштето до Грамоз. И тоа е драгоцен материјал. Ние го гледаме безпатието на овие несреќни деца низ македонските планини, нивната делба во Белград, кога брат со брат, сестра со сестра се делеле. Едни оделе за Булкес, други за Бела црква и кон домовите на некои јадрански грачиња. Потоа го следиме нивното живење во Синаја, најголемиот детски центар во Романија, поточно во еден царски дворец кој не бил царски за децата. Потоа се редат познатите домови Тулгеш, па центрите во Полска, Чекословачка, Унгарија, Бугарија, Источна Германија, а некои дечиња судбината ги прибрала дури во Ташкент.
За животите на овие деца во овие домови до сега се изнапишани илјадници страници од македонските писатели и од македонските историчари, а еве за среќа веќе се пишуваат и нашите пријатели антрополози кои стана овие дена збор. Меѓутоа, кога забегалицот пишува некој антрополог, тогаш настаните добиват друго значење. Тие луѓе нештата ги гледат одватре на настанот. Можеби затоа антропологијата се изедначува со археологијата. Јас овде ќе напомнам, мислам, што се случило во таа 1948, речиси на почетокот на 49 година, кога комунистичкото раководство, мислам, раководството на ДАК, испраќа една комисија во домовите на Источна Европа да прибира деца доброволци за борбите на грамоз. Значи, еден абсурд. Таа комисија ги посетува домовите, но најмногу се задржава во домот во Булкес и во Тулгеш. Има неколку примери. Јас ќе ви кажам еден пример кога еден од тие деца, бегалче, тој е Танас Крлевски, роден од Бапчор, тој ми раскажуваше во Австралија што се случило. Кога дошла комисијата, ги построила во дворот и сега ги барале децата кои имале 15 години. Танас имал 14 години и имал страшна желба да се врати назад. Зошто? Кога комисијата забележала дека Танас се подкрева на прстите да биде висок како децата, да се изедначи како децата што имале 16 години, го прашале: колку години имаш? Тој рекол 15. Зошто сакаш да одиш на грамоз? Детето рекол: сакам да ја видам мајка ми. Мајка ми се бори како партизанка. Значи, копнежот на децата од тие домове за враќање назад е ликот на родителот, не во борбите. Комисијата има документи дека таа комисија собрала мала група, и то од Тулгеш и од Булкес. Тие деца кои не знаеле ни што е пушка, многу мина ќе загинат на грамоз, а многу мина од нив ќе бидат ранети, па ќе се лечат во Катланово, а подоцна ќе направат еден полукруг и ќе се најдат во далечните Канада, Австралија и Америка. Понатамо, јас би кажал дека на вистина децата биле згрижени во овие домове, се школувале во разни школи, некои завршиле високо образование, за разлика од децата земени од кралицата Фредерика, кој во таа фамозна 1948 година ја кренела целата Елада да жали за нејзините грабнати деца од комунистичките бандити, како што таа има наведено, чија цел и била, како што напишале и авторите во претходната книга Лоренхма Денфор и Рики Ван Боскотен, само да го научат грчкиот јазик и да го замрзат својот род. Сепак, децата на Егејска Македонија, пикнати и во домовите на Фредерика, и во домовите на студената Европа, биле деца на тугината. Авторот Кит Браун се задржава и на историскиот податок околу разликите на еден кодифициран македонски јазик, што го училе децата во слободна Македонија, и јазикот што го изучувале децата во источните земји кои личил на бугарскиот јазик. Се извинувам. Јас би рекол почитувани, бидејќи изгледа многу зборувам, треба да го скратам текстот и ќе го скратам.
Пишувајќи за прогонетиот, кој без своја волја се нашел далеко во тугината, авторот ќе го подстрта во своето дело неговиот постојан копнеш по заборавот по својот дом. Уште ќе раскаже дека тоа дете е ранливо и дека на гранката се држи како пожотен лис и дека лесно со него се манипулира и политички и културно, зашто постојано е изложено на некои пошироки историски процеси или на конкретна омрза од туѓ агресор. Клучот за нивното враќање во нивната татковина обично децата го гледале во ликот на својата мајка, на татко, на дедо и на баба, но и во сеќавањето на дедовиот корен. Особено кога овие деца, ова е многу важно да се каже, особено кога овие деца веќе подпораснати, свателе дека не доаѓаат од некоја пуста земја, туку доаѓаат од земјата на Кирил и Методи, од земјата на Крстен Сирков, на Гоце Делчев и на ред револуционери, евангелисти и преродбеници. Почитувани, вие знаете дека 20 век е век на неведено прогонство од Македонија. Јас имам голем текст овде, но би сакал да го скратам. Би се задржал на она што авторот Кит Браун зборува дека постојат за децата, кои исто така се преселени од една земја во друга, а тоа се децата од Шпанија, кои требало да бидат преселени во Советскиот сојуз, а биле преселени... Имаме дискусија. Добро. Авторот ќе... Добро. Ви благодарам. Не, молам уште нешто многу важно. Јас би сакал да проговорам уште нешто. Дека авторот Кит Браун, опишувајќи две спротивставени страни, македонската и грчката, како што го сторили, реков, и претходните автори, се случило кога во тој општи хаос на војната, реалноста и абсурдот се измешале. Зошто? Зарем било важно дали децата биле грабнати и одведени во комунистичките земји или постојал план за евакуација за спас на децата од американските напал бомби? Прашањето што мене со години ме мачеше, дека Македонија со самиот тој настан си ги изгуби децата, значи си ги подари децата на непознатото, се испразни од населението, стана рече се една пуста земја, Елиотова пуста земја за македонците. Би сакал уште ве молам уште овај дел да ви го прочитам, дека авторот Кит Браун, зборувајќи за еден период во Македонија, кога за бегалците било страшно да се изговори поимот Егејска Македонија, или кога поимот Егејец значил со подруго значење од самиот поим. Тоа е период кога Југославија и Грција, со доаѓањето на крал Павле кај Тито, веќе односите се подобрени. Меѓутоа, што се случило во тој период? Во тој период кога нешто сосема подруго значило самиот поем Егејска Македонија. Јас ќе ви кажам еден пример што е многу важен, дека имало и вакви смели настани. Во тој период
се драматизира романот на Ташко Ѓорѓиевски "Рамна земја". Драматизацијата ја извршил младиот режисер Владимир Милчин и ја поставил на скопската театарска сцена. Меѓутоа, во самата представа тој ќе го повика Атанас Низамов, човекот, можеби најдобриот кларинист, роден од Бабчар, кој 9 години војувал на трите војни со кларинет во рака и со пушка. Атанас Низамов требал да ја испее песната на сцената "Два орла се бијат". Меѓутоа, зошто ова ви го кажувам? Затоа што Атанас Низамов е поврзан со настаните на железничката станица во Скопје, кога доаѓа кралот Павлеј, запира тука и требало да се исполни грчката химна. Меѓутоа, еден инструмент, а тој е инструментот на Атанас Низамов, кој е дел од војниот оркестар на Скопската 5-та област, затајува. Ништо, нема молке. Тој само рекол, јас сум горд македонец и не можев да му ја исполнам химната на овој човек, бидејќи тој ме истера од мојата земја. Затоа Атанас Низамов ќе биде осуден подоцна 10 години на Голе оток, а ќе одлежи 2 години. Сепак, еве смелоста на еден млад човек, во тоа време режисер, тој Атанас го уживува. Јас ве молам уште на крајот, само уште ова. Нема, уште ова. Ама верувам дека имате уште много Вака, да само кажете. уште ова. Знам дека кратив, многу кратив. Уште ова. Повеќе од половина час зборувате да го слушнеме авторот и Ве молам само. присутните ќе сакат нешто. Се додека постојат автори, пријатели на ова земја, на ова Македонија, како што е Кит Браун, како што се Лорен М. Денфор, како што е Вики Ван Боскетер, вистината за Македонија, вистината за нејзината историја, светот ќе ја дознае. Јас не знам дали имам, барам уште една реченица, да му честитам на авторот за ова дело и да му пожелам уште 2-3 книги да напише. Верувам дека имате уште многу да кажете, меѓутоа ми е интересно времето. Јас сега имам посебно задоволство да го поканам авторот да ни се обрати, а потоа и да слушнеме и дел од присутните во преостанатото време. Провинете, професор Браун. Македонски да зборувам. Спремав краток текст, ама ќе барам уште пократко да кажем нешто. Прво, да заблагодарам на фондација и за Владимир Милчин за избор за книгата. И мислам исто така дека е важно да се истакне дека проектот беше овозможен од страна на грчкиот колега доктор Васил Гунарис. И ова беше, мислам, важно дека ова е нели од значи истражувањето беше финансирано од грчки извори. И јас мислам дека ова е важно, затоа мислам за мене ова е доказ дека има луѓе во Грција кои се интересираат за вистина, да кажам, и за такви теми. И ова беше значи темата за целиот проект беше бегалци на Балканот, сеќавање и интеграција. И имавме автори кои се бава за бегалци од Русија во Грција и од Македонија во Бугарија. Значи, шемата беше поширока и јас барав во ова книга уште пошироко да нешто да правам споредба.
И заради тоа има збор за Кипар, за Руанда, за Палестина и Истра. И особено што ми беше интересно дека има нешто слично до настанот на деца бегалци од Егејска Македонија кои дојда во Македонија и во Источна Европа од Куба во 1966 година до 1962 година 14,000 деца беа земани од Куба до Америка. И ако ове, да кажем, ове нешто слично баш со идеологија на студена војна и различни дефиниции на слобода. Значи, во овој контекст, идејата беше дека неколку од родителите во Куба се плаша дека децата би било побаво за деца да одат во Америка, да останат во Куба, ама мислам за овие деца кои сега се дедовци нормално, може да најдеме нешто слично до искуство на деца бегалци во Македонија. И јас мислам и би предложил на македонски историчари да побарат соработка со кубански и кубанско-американски колеги заинтересирани за ова главно заборавана трагедија. Мислам дека има место за интересна споредба тамо. Друго само 3 работи. Јас се чувствам како коментар, нели, за тоа книга завршив пред 10 години. Значи, ова беше некој млад човек кој напише тоа. Јас сега се чувствам дека имам дистанција од овој човек и можам да коментирам нешто за тоа. Прво сватив дека тогаш и од тогаш сватив колку е важно ова методологија на устна или орална историја. И значи толку е важно да ако можеме да разбереме повеќе да разбереме од внатре како беше искуството во историјата. И нормално и документите се важни, мислам постојано во институтот така правиме мобе деновиве дали е поважно или да најдеме документи или да бараме овие орални извори. И на крајот свативме дека и еден и друг се важни, нормално, ама мислам може повеќе да разбираме и да ги користиме овие две методи. Второ, пак сакам само има еден збор за ова колку беше важен контекст на студената војна. И мислам на крајот, ако има збор за кои се виновни за тоа, мислам воопшто ове е еден пример каде може да видиме колку е важна геополитика и колку има влијање и за најнормални, најобични луѓе во Македонија. И ова е трагедија, ама сега за сега, мислам, не треба да се вратиме на ова време. Исто така се надевам дека ове што на крајот има збор во книгата дека толку важно е ове nation states, значи држави уште можат да прават што сакат, затоа овие се најважни сили во светот. А мислам овие 9 години покажува во Грција, например, дека сега има притисок од Европска Унија, има по-либерални кондиции и услови, значи има сега шанса и луѓе да зборуваат на македонски во околу Лерин, околу Костур. Има шанса за деца бегалци сега да се вратат и да посетат села. Значи, може да кажеме дека има развој, има врска со овој транснационален активизам. Последната работа само
Па да, јас сакам само да кажам дека сега приказната на децата бегалци, приказните на децата бегалци потврдуваат инспиративната и аспиративна заклетва на верност на Мартин Лутер Кинг, која гласи дека лакот на моралниот универсум е долг, но сепак се наведнува кон правдата. И јас мислам, и тука уште се верувам, преку нивната решеност и пристојност, преку нивното почитувањето на искуствата на другите и преку нивната убеденост во фразата која Кинг ја позајмил од Томас Карлайл, имено дека ниедна лага не може да живее за секогаш, децата бегалци и оние кои се трогнати од нивните приказни помогаат лакот сепак да се наведне. Благодарам. Благодарам, професоре Браун, за вашиот вкусно, исклучително инспиративен говор. И благодарам и на нашите денешни воведничари за нивното учество на промоцијата на книгата. А сега ве поканувам за дискусија во преостанатото време. Ќе ве молам да се представувате и колку што е можно пократко да ги изнесете своите мислења и прашања, евентуално ке имате до авторот, за да можеме да вклучиме што е можно поголем број на соговорници. Господинот. Да, јас, благодарам. Значи имам еден коментар кој на крај ќе заврши со прашање до Кит Браун. Значи, точно е тоа и вие што го рековте и во вашата книга. Јас предпоставам присуствував и повеќе мината од вас присуствува и на претходната промоција на Лорен Дентфорд и пред воопшто да се развие дискусија која предпоставам дека ќе биде во насока како и минатиот пат секој да си ги каже маките, бегалските маки и така натаму. Имам некои работи кои сакам да ги прашам во врска со терминолошките диференцијации или појаснување терминолошките диференцијации во функција на интернационализација на ова наше прашање. Го велам тоа затоа што во последните години, десетина години на вистина, значи не само ние внатре кои што постојано покажуваме интерес за ова прашање, туку гледаме дека и странските научници, историчари, јас ги нарекувам третата страна кои се објективни во нивниот пристап, покажуваат интерес кон ова проблематика. Меѓутоа сите се свесни за следно, дека кога ќе кажеме македонско прашање, веднаш штом ќе излеземе од Македонија надвор, тоа веќе значи сосема нешто друго. Во било која библиотека да отидете или книжарници и така натаму, прво ќе наидете на грчки книги, бугарски, српски и така натаму. Значи тоа македонско прашање е и наше, меѓутоа е интернационално. Постои голема терминолошка нејасност во Европска Унија кога зборуваме за овој наш проблем. Дури кога велиме децата бегалци, пак child refugees, тоа се однесува на деца бегалци од целиот свет. Како што кажавте и вие во ова. Значи, јас би предложил и размислам околу тоа дека може би е добро да постои некаква интернационализација на ова прашање под името Aegean issue во рамките на Macedonian question. Значи, егејските теми во рамките на македонското прашање. И конечно, прашањето е дали ваквата диференцијација може би ќе помогне и во колкава мера ќе помогне решавањето на комплетното македонско прашање да биде, значи ова Aegean issue да биде дел, ако не и повеќе од 50% од конечното, се надевам, решавање на глобалното македонско прашање. Професоре, ќе одговорите ли еден сет на прашања? Добро, да. Било да се одговори прво, барем јас такам па... Ќе ве молам.
Господјата од публиката десно, само ќе ве молам да се представувате. Добар ден, јас сум Евгенија, секретарот на Републичкото здружение на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Сакам да се заблагодарам прво на Фондацијата Сорос во име на Здруженијето на децата бегалци и во име на сите здруженија на македонците од Егејскиот дел на Македонија и за преводот на минатата книга и за оваа книга. На авторот за прекрасната студија што возможи да ја добиеме и се надеваме дека добивме известување од Министерството за образование дека од идната година ќе гледаат да стават барем по неколку писанија, значи во самите учебници и плюс по еден час еднаш неделно да има значи на тема Егејска Македонија, граѓанската војна, децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Значи, јас како што се слушав, ја немам прочитано оваа книга, навистина ми е драго што вакво нешто дојде и до кај нас, што оваа чувствителна тема сепак ќе можат и нашите деца, ние сме деца на децата бегалци, меѓутоа и нашите деца, значи потомците, внуците на децата бегалци ќе можат да го прочитаат ова. Господинот Доневски стално споменуваше после нас што ќе биде. Значи, сега тој не е повеќе со нас, меѓутоа после него, после сите тука, нема да дозволиме сеќавањата да избледат. Не и понатака ќе продолжиме се додека не ги урнеме, како што викаше Ѓорги Доневски, дискриминаторските закони од 82 и од луката од 85. Дали некој сака уште да се јави за збор, па да му дадеме можност? Повелете. Да не е јасно и гласно. Деца на 3-4 години, на 5 години да бегаат не може. Тоа, јас сум бил 7 години, кадар. Отидов 3 пати во селото, јас сега не можам да се снајдам на 70 години, а не на 7 години. Да го избрисиме тоа, деца бегалци. Ние сме прогонети, принудени да ги напуштиме родните места. Благодарам. Да е подигната рака. Ако никој не се јавува... Добар ден. Му честитам еден американец толку храбро да е заинтересиран за Егејска Македонија. Да беше сеа Тито и другиве што беа со Тито на Голивот и кој ќе го пратеа, што пише за македонците. После имам забелешка во книгата, не е спомната, Грција чиви територија користи? Македонски. Македонски. Она живее од Лерин, од Костур. Таму каква вода има, какви езери има, какви реки има. Она живее на територијата на Македонија. Нема она што да бара од Македонија. Тоа е македонско и треба да се подели што е македонско, што е грчко, ако одиме на тоа. А ја апелирам да има Европа без граници. Европа без граници. Моите се од 12 години избркани од Жевара. 12 години. Видите, мојата носталгија колку ме мачи. И ја промовирам, одам низ бевме во Овчарани. Па таму се играше, се пееше на македонски. Орото може 1 километар, 2 километра беше развиено со игри на македонски наши ора. Спасовска со нашите патриотски песми направи бум, а исто и Васка Илива, која ми беше моја симпатизерка, и јас сум Васил, исто така доаѓаше така. И мене и ми кажуеше како она пеела песми са бајле у 1-2 сата, не смеела од грците, затоа што прислушкувале, ги гонеле. Ќе кажам и тоа што го правиле грците на границата која бегале мајки родилки, само што не ги родиле дечињата со бајонетите, ги сечеле стомаците и
на бајонет бебето го набодувале, се изживлявале, па каде е тоа нивна демократија? А се уште таа демократија нема. Еве, ние многу пати идеме и не можеме слободно да поминеме. Така да апелирам, еве како можеше Германија да се обедини. Зашто да не можеме ние да се обединиме? Толку ја. Професорот Браун, заради поголема интеракција, ако може да одговори на некој од забелешките и прашања. Ви благодарам и сега па да спомнам сега и најверојатно многу од вас бевте тука за промоцијата на подолга, по-нова книга од Лони Данфорth и Рики Ван Бошотен. И имаше, и ако не сте биле, значи можете уште онлайн да ја гледате. И како беше, Владе, како беше името на мајка кој се јави по телефон? За мајката кој се јави на телефон Стоја, значи ове, мислам од ове и сега мислам, значи се гледа колку уште жива траума за овие луѓе. И за тоа согласувам дека, добро, зборот деца бегалци можеби не е доста, значи буквално ове не беше избор за нив, за вас. И второ, дека ова е нешто што како испит за емпатија за другите, да разбијат, да сваќат како беше искуството. Ова е нешто неверојатно. Од друга страна, јас согласувам со Ермис Лазавановски дека проблемот, мислам, понекогаш дека може да почнеме до нешто како конкуренција на жртва. Нели, да кажеме дека ние сме најголеми жртви во светот. И од тој аспект, јас мислам дека ова е прашањето на деца од егејскиот дел на Македонија, мислам дека има врски и со искуството на возраст и луѓе кои мора да бегаат на други причини, за семејствата кои бегале заедно, и на крајот и за луѓето кои отишле, например, на печелбарство и не можеле после да се вратат. Значи, има збор за да мислиме и да правиме според, да зборуваме не само за деца бегалци, не само за кој е најголема жртва, ама да зборуваме и за егејското прашање. Ама уште јас мислам дека ова е корисно и мислам и да се сеќаваме дека и има такви случаи и во светот. Нели, ова е прашање за Куба, за Руанда, за се што се случи во други континенти и денеска. Значи, има нешто како пример или час на историја од македонското и егејско искуство, од што мислам светот може многу да научи. Дали уште некој сака да се јави за збор? Нема, јас имам разбирање за вашите емоции, за она што го предизвикува темата. Меѓутоа, доколку нема никој за збор, јас овде би го завршила нашето денешно
дружење, до некоја нова средба. Им се заблагодарувам на нашите денешни промотори, на професорот Кит Браун и ви посакувам убав ден и дружење после завршувањето на промоцијата. Ви благодарам.